Благодарам, председателе. Колешке Лидија, станав за реплика која ќе биде еден вид на дополнување на вашите барања во овој амандман и објаснување што се сторило во однос на ова што го барате. Значи, најпрви, имате овдека побарувања за прочистителна станица во Трпејца, општина Охрид, Подмолје, Лакочереј и населбата Гоце Делчев, Бараки, верувам дека станува збор за изградба на канализациони мрежи. Значи, во два дела ќе насочам мојата реплика и дополнување. Најпрвин, да кажам дека во однос на прочистителната станица за отпадни води во Трпејца, која што ќе биде дел од прстенот на заокружување на колекторскиот систем од македонска страна заедно со Радожда, од струшката страна, а потоа и во соработка со нашите комши од Албанија, за да се заокружи целиот тој прстен на колекторски систем на Охридското езеро. Во моментов се работи проект од страна на државното јавно предпријатие колекторски систем, помогнат од шпанската амбасада во износ на средства од 960.000 евра. Значи, во моментов се работи, тоа е и презентирано, а некако како да подслушнав дека во однос на предизборното ветување и градоначалникот Кирил Пецаков веќе ќе изработувал некаков си проект за Трпејца, за изградба на прочистителна станица, не би требало овдека да се поклопуваат и дуплираат проектите. Добро е да си седнат и да се разговара, бидејќи колекторскиот систем, сушност знаете дека е превземен од државното јавно предпријатие и ви гарантирам и ви кажувам дека во моментов се работи студија точно за не само Трпејца, туку и Љубаништа и Радошта. Значи, ни е потребна прво документација, план како да се изработи, финансиско заокружување и нормално дека средствата ќе бидат одобрени и ќе бидат добиени, бидејќи и за овие сега ќе се надополнам канализациони мрежи Подмолје, Долно Лакочере и населба Гоце Делчев, Бараки. Верувам дека знаете, бидејќи се под ингеренции на општина Охрид, дека општината треба да изработи проекти со кои што треба да аплицира, овдека неколку пати го кажа министерот за заменикот министер за финансирање. Всушност, ние имаме, знаете, изгласавме закон за задолжување 50 милиони евра, кои што ќе бидат насочени, ево, да прочитам за македонската јавност, јас сметам дека вие тоа го знаете, меѓутоа сакате да повторувате дека некој ве одбива, дека во тие 50 милиони евра ќе бидат наменети за финансирање на следните активности: рехабилитација, модернизација, проширување, изградба на инфраструктура за водоснабдување, како што се довод за вода, станици за третман на вода, главни преносни мрежи на сурова или прочистена вода, мрежи за водоснабдување, вклучувајќи пумпни станици и приклучоци на куќи, мерење на големо и на потрошувачи, мерки за енергетска ефикасност. Рехабилитација, модернизација и проширување, односно изградба на инфраструктура за собирање и третман на отпадни води, како што се канализациони мрежи, вклучувајќи приклучоци за куќи и пумпни станици, прочистителни станици. Рехабилитација, модернизација и проширување, изградба на системи за атмосферска канализација и итни мерки за заштита од поплави, набавка на специјализирана опрема за одржување. Сето ова е достапно до градоначалниците, нека бидат иновативни, нека бидат работливи, нека сработат проекти, нека аплицираат. Јас ви тврдам дека секој што ќе аплицира со проект ќе си го најде своето место во овие 50 милиони евра, кои што државата
ги позајми за да може на локалните единици да му помогне во развој на водоводната и канализационата инфраструктура. Значи не е спорно ова што го барате, да, е потребно во 21 век, навистина е смешно да се зборува за канализациони мрежи, меѓутоа таква е ситуацијата каква што е во државата, таква беше и пред 5 години, меѓутоа сега е малку подобрена, затоа што пред 5 години, например, во септички јами и во Велгошти, меѓутоа и во Лесковец беше канализацијата поврзана. Ама тогаш, пред 5 или 6 години, вие не рачунавте дека треба за Лесковец да се направи канализациона мрежа. Значи, оваа власт, предводена од Социјалдемократскиот сојуз, заправо го гласавме законот, мислам дека и вие гласавте за задолжување, знае дека навистина на општините им е потребна помош и заради тоа на многу транспарентен начин преку закон за задолжување има јавен отворен повик. Сега на потек се градоначалниците. Ако ги бива, ќе извлечат се што им е потребно за да ги направат и водоводните, и прочистителните станици, меѓутоа и канализационите мрежи. Сметам дека во тој момент, кога ќе видиме овдека готов проект, може би, ако не се доделени средства, ево јас ви тврдам дека прва ќе гласам дека треба да се доделат. Ама во овој момент сметам дека ниту има проект, ниту финансиска конструкција за тоа, а за едниот дел ви одговорив дека се работи проект за прочистителни станици на селото Трпејца, Љубаништа и Радошта. Ви благодарам.